Деновиве се објави информацијата дека Институтот за историја на уметност и археологија при Филозофскиот факултет во Скопје, најстарата образовна и научна институција која се грижи за проучување на културното богатство на државата, за неколку години ќе остане без професори и асистенти. Станува збор за студиска програма од национално значење која, ако згасне, сериозно го доведува во прашање кадровскиот капацитет за заштита на културното и материјално богатство. Ова е само еден од бројните поразителни факти колку всушност малку се грижиме за заштита на културните и археолошки артефакти. На оваа тема разговаравме со Весна Ивановска-Илиевска, дипломиран историчар на уметност со археологија и коосновач на порталот Умно. Во моментот состојбата на овој институт е најлоша, затоа што кубурат со професорски кадар, немаат асистенти. Во моментот имаат само 9 предавачи, еден од нив годинава заминува во пензија и во перспектива од 5 години таму ќе остане затоа што сите се веќе во доба пред пензија. За неколку години институтот ќе остане само со тројца професори и од тоа алармираат дека практично нема да може да функционира. Отсуството на стручни кадри кои ќе работат во музеите, галериите и институциите кои имаат законска обврска да го чуваат и промовираат културното наследство, доправа ќе биде проблем, но отсуството на стратегија, визија и посветеност во оваа област ја доведуваат земјата во тотално незавидна ситуација. Значи, ние се доведовме до една ситуација во 30 години независна држава да имаме многу полоша заштита отколку да речем пред Втората светска војна, затоа што основно правило во археологијата вие, ако не знаете што да правите со еден локалитет, воопшто не го чепкајте. Оставете го на генерации кои што ќе знаат што да прават со тоа. И во принцип најлоша работа е да отворите еден локалитет и да го оставите на забот на времето. Проблемите се многу комплексни и се збират сите овие нешта што ги спомнавте. Значи партизираноста е длабоко навлезена во сите пори на нашето општество. Ова не е изолиран случај. Вработувањето во последните десетина години со балансерот кој што е произвелезен од рамковниот договор, значи основа за вработување сите огласи се објавуваат на тој начин. Заради таа потреба да биде да се избалансира националноста, не испадна националноста дека е поважна од стручноста на овие работни позиции. А проблемот тука лежи затоа што сиве овие работни позиции бараат исклучително стручен кадар кој што се создава со години. Бројните проблеми во областа ги лоцира и Државниот завод за ревизија, кој во минатогодишниот извештај нотира недоречености и недоследности во законската регулатива, неприменливи законски решенија, отсуство на стратешки плански документи, отсуство на редовна грижа и обезбедување на локалитетите, но и сериозен недостиг на инспектори. Во овој момент во Управата за заштита на културно наследство има околу 50 вработени, има само еден инспектор за културно наследство и еден надворешен соработник. Тоа е недозволиво. Во 2004 година кога се формираше Управата за заштита на културно наследство беа најмалку 5 инспектори, така што и тука има голем проблем. Последиците од катастрофално лошата состојба во заштита на културното и материјално богатство на земјава се непроценливи. Бројни локалитети се уништени, но соодветно конзервирани или пак оставени на забот на времето. Штетите се големи првенствено затоа што само минатата година сведочевме дека неолитскиот локалитет Влахо кај Пелагонија беше уништен, значи слоеви беа неповратно уништени заради ископи на јаглен, значи тоа некој го дозволил. Таа некоординираност помеѓу институциите доведува до вакви ситуации. Друг пример е да речеме Билазора. Билазора е многу интересен пример затоа што Билазора која што се претпоставува дека е веќе има и научни докази за тоа дека е пајонската престолнина на пајонците. Билазора е убицирана во 70-тите години од професорот Иван Миколчич и ние во независна Македонија го ископувавме овој локалитет. Сите останати стоби Хераклеа се ископувани и истражувани во рамките на поранешната држава во 70-тите години претходно. Билазора почна ископувања неколку годишни и работата запре. Значи кога дојде време да се конзервира локалитетот, едноставно работата запре. Од 2019 мислам дека немаше никакви активности таму. Се направи мала галама и почна да се случуваат нештата. Мислам дека лани веќе се случуваше конзервација на тој локалитет, заштита на оние ископаните слоеви. Дополнителен пример е со црквата со Старо Нагоричане, каде што се одвивал
имала несоодветна конзервација на надворешниот, на партерниот дел од црквата, алармира и професорите кои што дале согласност во управата за заштита на културно наследство да се ископува, да се работи тој проект, апелира да се стопира и така натаму. Еден од ретките позитивни примери на успешна заштита е локалитетот Стоби. Да речеме, добар пример е Стоби, кој што пред 15 и повеќе години од археолошки локалитет растргнат помеѓу надлежности на повеќе институции, прерасна во национална установа, сама за себе да се грижи и Стобиот тогаш цвета, нема никакви проблеми. Се случуваат таму археолошки школи за конзервација, за археологија, соработка со фондации странски. Тоа е еден од добрите примери кои што верувам дека треба да се следи таму каде што има место. Негрижата за сопственото културно-историско наследство и отсуството на стратегија и план како истото да го заштитиме и промовираме, според Ивановска и Илиевска ќе не доведе во ситуација да не си го познаваме сопственото културно наследство, да го студираме и проучуваме на странски факултети и ќе се доведеме во ситуација наместо да се гордееме со сопствената историја, да не знаеме какво богатство всушност имаме.